Добровечер во уште една анализа 24. Советот на обвинители пред неколку часа го комплетира тимот на Катица Јанева, а од клубот на пратеници доаѓаат сигнали дека е можен договор и за останатите спорни прашања. Дали тоа значи дека договорот од Пржино ќе биде спасен? Одговори бараме вечерва од универзитетските професори Димитар Мирчев, добро вечер. Добро вечер. И Берса Белјали, добро вечер и за вас. Добро вечер. Професор Мирчев, на почетокот да ви ја честитам наградата. Денеска беше објавено дека ја добивте 13-ноемвриската награда. Честитки. Благодарам многу. На почетокот прашање, како го коментирате она што се случи пред неколку часа? Советот за обвинители изгласа уште 5 обвинители во тимот на Јанева. Да, мислам дека е тоа една охрабрувачка вест. Веројатно договорот од Пржино веќе се финализира. Нема некои, јас колку што знам, други особени, да кажем, неспогодби меѓу партиите што учествуваат. Така да сум оптимист дека многу брзо ќе профункционира се и дека веќе нема да се говори за таа така наречена политичка криза. Собранието функционира, нормални неспогодби, критики меѓусебни на опозицијата и мнозинството владеачко. Меѓутоа системот функционира, што е апсолутно битно не за меѓународниот фактор, туку и за граѓаните. Време беше после толку месеци неизвестност, прашања и така натаму, да влеземе во еден нормален политички колосек и мислам дека сме на тој пат. Господин Мирчев, што се случи за Советот за обвинители одеднаш да го смени ставот и ете интервентно нели во 16 часот закажуваат состанок и ги бираат 5 обвинители кои до пред некој час беа неприфатливи? Јас не ги знам деталите, морам да признам, меѓутоа мислам дека имаше голем притисок не од власта или од некои други фактори, очекувања имаше високи дека тоа прашање ќе се реши. Дали ова што се случи го потврдува тврдењето на опозицијата дека обвинителите се само не независни, затоа што одеднаш го сменија ставот за кој што тврдеа дека е принципиелен? Мислам дека не е тоа прашање, имаше голем притисок од меѓународниот фактор. Второ, не верувам дека тој совет на јавни обвинители е под некој притисок од владата или од власта и така натаму, бидејќи и сите партнери во договорот беа многу искрени дека го поддржуваат предлогот на специјалната обвинителка која беше именуваа. Сите се сложија со неа. Се сложија дека нејзиниот предлог и кадровски и кадровски, финансиски и така натаму ќе го прифатат. Така да воопшто не верувам дека имало некоја обструкција од некоја друга страна. Особено пак меѓународниот фактор инсистираше, бидејќи тоа беше еден од условите. Може би првиот услов од договорот од Пржино дека ќе профункционира тоа специјално обвинителство. На крај бидна тоа. Може би, не ги знам, велам деталите, некој од членовите на обвинителскиот совет се почувствувал засегнат заради плати, заради заобиколување можеби на законски услови и слично. Меѓутоа се вкупно не мислам дека беше некоја обструкција од нивна страна. Господине Белјали, како ви го коментирате? Дали тука имаме уште еден доказ дека политиката влие врз Советот на обвинители? Бидејќи до вчера или до денеска фактички тие 5 обвинители беа неприфатливи, немаше средства, немаше потреба, така изјавува од Советот за јавни обвинители. И денеска одеднаш, откако дознавме дека партиите се договориле за овој дел од договорот од Пржино, да се прифати целиот тим. Види, тоа е структура која функционира со
далечински управувач, значи не само Советот на јавни обвинители, туку и обвинителство, скоро сите нивои, судови, дури и Уставниот суд функционира на такаво духме, невидливо. За жал, тоа е реалност, но ја би се навратил на прашањето што беше поставена мојот драг пријател и колега, професор Мирчев. И јас му завидувам што е толку оптимист и јас искрено му љубоморам што не можеме да бидеме толку оптимист. Мислам дека далеку сме од реалното решење, без оглед на тоа дали ќе има договарање меѓу политички партии или не. За жал, ние имаме таква состојба што прво немаме елементарно чувство на одговорност за тоа што значи јавно да носите функција на човек кој е одговорен пред јавноста, пред институциите, пред државата. Видите што се случи во Романија вечер, нели е поднесена оставка затоа што се случи пожар, кај што премиерот апсолутно нема врска со тоа. По некој начин клуб беше. Апсолутно, но тоа е си одговорност, значи морална првенствено. Кој има, значи, правна одговорност, тоа си е друга причина. Кај нас, значи, експлодира секакви бомби, кај што од месечината се гледа дека има криминал до гуша и пак продолжа, значи, човек да владе, да се фали, да претендира и понатаму да владе со државата. Тоа ме загрижува прво, второ ме загрижува целокупното општество, вклучувајќи ги граѓаните, и политичките партии, и општествениот сектор, односно граѓанскиот сектор, и граѓаните. Значи, да се нема слух и чувство дека вие сте дел од едно општество на кој се случи пекол. И дека и понатаму ќе се случи таквиот пекол и да се продлабочи и дека последиците ги сносат генерациите понатаму. Ја овие недели, да не кажем месеци, повеќе сум надвор отколку тука и искрено странците од секако од обични луѓе до добри познавачи се запрепастени од нашата индиферентност. Значи, што се случува со вас, луѓе? Значи, вие молчите, а имате тотална хаварија и тие стварно се чудат и велат, каже, чекај, каже, па нели, каже, ви се случува масовен грабеж, а вие молчите. Едно време бевте лидер во регионот, по сите параметри. И сега се последни. Сега сте проблем на регионот, дури проблем на Европа. Сепак молчите. Стандардот е падна. Сега дури и Косово не надмина, а само Словенија и Хрватска биле пред нас, зборам пред 10 години. И пак не молчи. Задолжувањата, само малку просто да завршам. Задолжувањата од 2,3 милиарди пред 10 години. Ево сега имаме 6,5 милиарди, уште пола милиарда, бар 7 милиарди, ништо не сме изградили, освен тој кич што е таму, а ние молчиме. Екзодус не се случува, ние молчиме. И не знам што треба да се случи. Тоа е збор на странци, јас само ги пренесувам. Велат дека ово што како молчење може да ве доведе до една многу опасна ситуација, не војна. Туку, каже, веќе експертската јавност, која е претходница на политички ставови и дипломатски ставови на Запад, веќе кажуваат дека овие луѓе дали воопшто заслужуваат да бидат организирани во држава или не. Дали начинот еве на кој денеска е комплетиран тимот на Катица Јанова, иако нели не 14, туку 12, ја потврдува потребата од формирање на специјално обвинителство, бидејќи ако вака на далечински управувач функционираат обвинителите за избор, дали тоа значи дека функционира така и за предметите кои што ги работат? Јас мислам дека да. Од причина што и да се случи. Ево, предпоставувам дека ќе има некаков подпис и ќе се договори за сите параметри кои се спорат во нијанси или круцијално. Но, едно, ако влезе формулацијата, што предпоставувам дека многу лесно може да случи, дека замениците министри имат право на вето од моментот на стапување. Тој ќе го фатиме во вториот дел на емисијата, околу министрите. Мислам дека првата кочница е што ќе го урива комплетно договор.
Значи, ако немате комуникација, министер за внатрешни институции кои се однесуваат во рамките Министерството за внатрешни работи и специјален обвинител, тогаш не можете вие ни да работите во постапка, понемал може да покренете постапка или да обвинените. Значи, ќе стагнира работата што ќе мора да се каже јавно дека овој договор што е склучен и сме разговарали со месеци и сме балансирали многу, што не постои. И јас цврсто верувам дека така ќе се случи. Господин Мирчев, како коментирате тоа што до вчера беше спорно дел од тимот да биде кумот на адвокатот на господинот Заев, денеска тоа не е спорно. Дали тука, зошто одеднаш го снема тој судирни интереси на кој инсистираше своето за обвинители? Искрено да кажам, не ги знам тие детали или личностите, врските роднински на предложените членови. Тоа беше изјава на председателот на Советот на обвинители. Па може би, не ги знам. Меѓутоа да не верувам дека такви поенти може да влијаат на поволно или неповолно на работата на специјалната обвинителка. Впрочем, таа си има одговорноста, не овој или оној член или неизин заменик и слично. Меѓутоа, јас би предложил сепак малку да слеземе на едно по-реално тло. Јас го почитувам мислењето на колегата Билали, неговите оценки, он апсолутно има право на тоа. Меѓутоа, колегата Билали нема право да изнесува неаргументирани оценки, како што се и јас имав многу контакти со странци или со јавноста и така натаму. Веројатно сега да не броиме, јас имам многу повеќе од него и немам таков печаток, нити пак би го злоупотребил, да кажам, странците не мислат така. Или катастрофална е ситуацијата, или стандардот паѓа. Како паѓа стандардот? Професори јавно ни кажат прека Америка. Апсолутно не паѓа стандардот. Ние сме економски уште меѓу првите во регионот, ако не сме ни први. Која Хрватска, која Словенија, Господин Берчев, платите ни се на последно место. Да ви кажам, единствена земја сме во регионот каде што на понизок ниво на инфлација платите растат, пензиите растат. Да, но имаме поголема невработеност дури од Грција, која што ја велиме дека е во криза. Невработеноста за 8%, за 8 години е за 10% падната и веќе се доближува на грчката. Да не зборуваме за други. Тоа се други теми, ако надлегуваме во невработеноста со разни сакам да ви кажам, фиктивни... Тоа што сакам да го кажам е дека не можеме неаргументирано од ракав да извлекуваме оценки од странци, од печатоци, или пак од ракав да тврдиме дека економската ситуација, стандардот паѓа. Како паѓа стандардот? Кога не паѓа? Кога бруто продуктот се дига. И тоа најмногу се расне најмногу во регионот. Не знам за друга земја, кажете ми некоја земја таква, каде во 3,5 до 4% расте бруто продуктот. Добро, но господин Мирчев, ние сме на толку ниско ниво што за да порасне економијата не ни треба 3-4%, ни требаат 6-7. Така велат економски аналитичари. Кажете ми една земја во регионот каде што има 2% или 2,5%. Добро, ама ние сме толку доле што, например, да има и 10% граѓаните не можат да го осетат тоа. Апсолутно не е точно тоа. Граѓаните го осеќат, платите и во јавниот сектор, платите и во се, просечната плата е 20.000 денари, така? Слушајте, ако колку? 20.000 денари отприлика, мислам дека. Не е точно тоа. Просечната плата. Тоа не е точно. 335 евра е просечната плата. Добро, тука 21 па нешто повеќе. Не е битно.
меѓутоа не паѓа стандардот, се дига. Добро, во ред, стандардот да го оставиме за друга емисија. Мојата поента беше дека не можеме од ракав неаргументирано да ги оценуваме. Добро, ево, состојбите. Ако излегуваме од тоа. Инаку, странците што рекле и така натаму, ја имам исто толку. Веројатно, и ако имате години, предпоставуваме дека може да се користите со интернет и да влезете во веб-сајти на специализираните установи, меѓународните организации, кај ќе имате за се што, вклучувајќи и doing business, што фала цело време, а тоа е една флуидна приказна што нема врска. Во закони може да направи се какви, ама имплементација на тие закони. Не. Закони се окей, ама тоа што го слушаме по бомбите, што им се случи на бизнисмените, им ги рекетираат, со сила им преземаат, па ќе се увиде што се има случено. Да се фали ваквата власт, која не само во светот моментално, и у Сомалија нема таква организација на власт. Па дали ја се фалев последниве, значи 200 години ваков криминал се нема случено. И да каже дека имаме економски развој, спаѓаме меѓу 10 најслаби економии на светот, и каде што 28%, ево, па светската наобница, 28% живеат помалку од $1 дневно и вие кажете пораснал стандард. Може би вас ви порасно, затоа што веројатно сте и како пензионери, двајца-тројца управни на 2-3 места член на управни одбор и советник на председател, не е проблем. Кај вас стандард кај обични луѓе професор страдат. И не случајно има пола милион луѓе бегнат од нас. Ние сме извозници на умот. Ги школуваме, државата троши тука милиарди, за да како готов производ ги прифаќат на запад. Јас, искрено, не можам да најдам грам совест да ја фалам ваква власт. Јас сум можел да бидам член на многу управни одбори, веројатно ќе имав многу пари да ја пофалив ова власт. Ама совеста и парите не идат заедно. Понекогаш не идат заедно. Морам да кажам дека во ниеден управен одбор не сум бил и не сега и порано никакви приходи немам, освен мојата пензија, кој председател, кој советник. Никакви приходи немам, а мојата пензија е веројатно 3 пати помало од вашата. Меѓутоа, пазете, не се работи за тоа. Бевте и се уште се советник на председател на држава. Не. Член сум на Советот за меѓународни односи, каде што не се добива ниту еден денар. Ме разбирате ли? И немојте тоа да го споменувате и да го злоупотребувате. Да ги оставиме личните работи на страна. Да се префрлиме на договорот. Кажете ми, сега по договорот... Морам да кажам, не ја фале воопшто власта. Не го кажав дека состојбите во државата не се такви, какви што некој се обидува да ги каже. Професор, интелектуалец му е забране да фали власт, дури кога е успешна. Значи, ние сме тука да критикуваме власта се која кажете ми една реченица кај што јас сум ја фалел власта. Ајде. Рековте дека стандард е висок, покача. Ама тоа нема врска со власта, забавно. Власта го прави 10 години, власта воопшто не реков дека не е висок. Па валда не е опозицијата за стандардно што го на вашите погрешни толкувања дека сме биле најсиромашни меѓу нај-10 најниски. Ама погледнете интернет ќе видите, ево, после емисијата ќе ги извадам, ќе видите податоци дека сме меѓу 10. Емисијата, па немам компјутер пред себе. Баш и реално е дека имаме меѓу најниските плати во Европа, тоа е дефинитивно, не може да го негираме. Сега и Косово, значи пред 6 месеци Косово не надмина за 5 евра. И просто треба да го знаете тоа. Да, со платите. Апсолутно е неточно. Отворете и Босна и Херцеговина, а пред 2 години не беше така. Да не зборам пред 10 години.
Ама професор, земете читање. Добро, Ви да не ги можам ја да ве оставиме платите своје. стандардот за друга емисија. Да се навратиме на договорот. Вие читате, па гледате интернет, а ја не читам, па не гледам интернет. Па свежи работи не читате или не сака да ги читате. Да го оставиме стандардот за друга почнуваме емисија. веќе... Да се вратиме на договорот во прашање. Ајде. Значи, дали изборот на тимот на Катица Јанева, што беше една од главните кочници за продолжување со имплементација на договорот, ќе придонесе за да се надминат и другите решенија и конечно нели да се постигнат решенија за роковите кои што беа пробиени. Па мислам да ова беше една од клучните поенти на договорот од Паржино. Доколку тоа профункционира, имаше и други, се разбира, парламентот со опозиција профункционира. И колку што јас гледам овој на каналите, доста добро функционира. Опозицијата дава своји аргументи, се гласа и така натаму, комисиите работат, профункционира и таа инфамна, би рекол, комисија за контрола на службите во внатрешни работи и слично. Така што сега во овој момент не гледам некои посебни причини да не веруваме дека целиот договор ќе се... Сега се спорни новите министри кои треба да ги предложи СДСМ и заменици министри и нивните ингеренции. Да. Значи, според она што доаѓа како информација неофицијална од клубот на пратеници е дека најверојатно ќе има договор и тоа замениците министри да имаат право на вето, но тоа да го проверува Државната изборна комисија. И сега, според вас, дали ова е решение кое што ќе функционира? Па добро, јас се надевам дека ќе функционира, меѓутоа морам да ви кажам дека како професор дека ова се политички договори кои не се во склад со нашиот правен поредок. Неуставни се. Па дури и тоа да ви кажам. Според уставот поредокот е многу прецизиран. Во ниту еден закон, ниту за владата, ниту за внатрешни работи и така натаму, нема такви одредби кои би овозможувале растегнување на надлежностите на министерот, замениците и така натаму. Тоа е се работа на политички договор. Јас се надевам дека ќе функционира, дека нема да создава некои проблеми во функционирањето на поредокот, меѓутоа мојата поента и залагање е дека такви ситуации мора да бидат законски засновани, разрешени, регулирани и слично. Предпоставувам дека кај сите партнери во договорот, па и кај албанските партии и така натаму, има една и свест и една добра волја за понатаму до изборите, до која ќе се разрешат тие сите прашања, може би со измени во законодавството, дека овој договор ќе функционира. Господин Билјали, колку може формално да функционираат овие измени кои што ќе се направат, нели? Заменикот да има право на вето, но за тоа да решава Државната изборна комисија. Дали нема да дојдеме во ситуација едноставно да се блокираат сите работи? Прво, околу констатацијата дека политичкиот договор практично е во колизија со правната регулатива, уставот и законите, и тука може да се каже дека да. Но секој политички договор е интервенција врз тоа од политичкиот систем, правниот систем не функционира соодветно. Треба да прави нешто друго, нешто ново. Значи, може меѓу 2 или 3 држави има војна и ние седнуваме да ги решаваме проблеми противно уставот тотално, но тоа значи се создава нова објективна ситуација која бара решение. И тоа е прво. Значи, тука не може да се повикам на устав и закон, иако власта ги инструира одредни структури, вклучувајќи и обвинителството, кој претпоставува дека ќе покрене некаква постапка за законитоста, за чување на законитоста и уставноста. Но едно друго е, значи, вториот дел на вашето прашање.
дали ќе профункционира или не. И јас сепак, значи, не дека принципелно сакам да обстојам на песимизм. Туку едноставно докажа дека така функционира, значи, да беше елементарно морална ова власт. Ќе кажеш вака, премиерот. Слушајте, обвинител донесе, ако сакате, од Марс, од Јупитер, од Венера. Ево, јас си поднесувам оставка, нека констатира. Што има во тоа? Дали лепени, закачени, прилепени, форензика тоа го стае за 5 минути. Значи, ако сте чесен, ако сте чист, немате проблем да струва, да вие правите нон-стоп обструкции затоа што не сте чист. Вие, значи, автоматски покажуваат дека ниту сте честни, ниту чист. Се плашите од реалноста. Криминал до гуша. И затоа ќе обструирате, нешто ќе попуштите, потоа ќе кочите нешто, цело време купате време, а имате 2 телевизии кои практично или 3 кои учествуваат во криминално здружување, злосторничко здружување, кои толку го форсират тој став, значи, на власта кој практично се коси со сите морални и правни норми, што се поставува прашање до кај ќе не доведе тоа. Значи, тие телевизии, одредени телевизии се исто така, значи, дел од криминалот, тие, значи, користеат тој криминал, и тие најверојатно со право се плашат што ќе се случи. И знаат дека паѓање на премиерот тоа и нивен пат и можеби и правна и кривична одговорност. И јас се плашам дека вакво жестоко, значи, бранење на криминалот ќе не доведе до катастрофа. Ќе не доведе до, да кажам, граѓанска војна. Дај Боже да тоа биде само граѓански содрување од мали размери, не со меѓуетнички елементи. Но, за жал, ние сме таква балкански региони, многу лесно може да прелее чашата и да зема поинакви димензии. Дали ова решение, кое што најверојатно ќе биде, според извори од клубот на пратеници, дека ќе биде донесено, може да функционира? Јас не сум оптимист, од причина што зборот тамо дека е поврзано со изборите е опширно значење. Заправо секое дејство може да се поврза со изборите. Значи, дури да покренете обвинение против Мерсел Билјали, кој е во бомбите и во криминал до гуша, јас ќе кажем дека вие тоа ми го правите, сака да ме спречи да се кандидирам поновно. Значи, секогаш имате излез и да се повикувате на тоа што заменикот или некој друг тамо ќе поднесе вето, значи, и практично целата постапка да се закочи или да се реализира. Како ќе функционира тоа? Заменикот става вето, па чека ДИК да одобри? Колега Александар, да ви кажам, вие упорно поставувате прашања што се сосем легитимни, актуелни и така натаму. Меѓутоа немаме некој допир со колегата Билали, бидејќи тој пак упорно инсистира на криминалната власт и така натаму. Добро, не мора да се согласи за тоа двајца сме. Без аргументи и така натаму. Мислам дека тоа може апсолутно да се разреши, дури во рамки на ресорот. Со еден договор јас не би бил за правно да се одредува, бидејќи дневните ситуации се сосем различни. Да кажеме, да се донесе некој деловник во рамки на министерствата, кои се надлежностите и во кои ситуации може заменикот да стави вето или министерот да постапи на овој или оној начин. Мислам дека е тоа прво можно, друго би било многу продуктивно тоа, поготово ако има добра волја од партнерите во договорот, не од претседатели на партии и така натаму. И јас верувам дека тоа ќе превлада. Не верувам дека ќе има многу ситуации каде што може да дојде до некаков конфликт меѓу министер и заменик, или помошник, или некои други лица во
тие министерства. Доколку се концентрираат на исти надлежности, цели кои се одредени инаку со закон. Точно се знае, пазите, кои се надлежностите на работните места од министерот надолу. Не верувам дека може да дојде до некакви конфликти. Така што да го пуштиме овој систем да функционира, овој договор да функционира. Верувам дека доколку има некои неспогодби, неспоразуми и така натаму, дека може да се најде решение. Особено ако овие партнери од договорот, јас сум многу за тоа да ви кажам, системот ќе профункционира, меѓутоа тие од време на време да се состануваат и да ги разгледуваат консеквенците од функционирањето на договорот од Пржино. Тоа значи да не се остане договорено е ова, договорено, добро, одиме во пракса и да се заборави дека партнерите имаат одговорности и откако ќе профункционира ова се до изборите. Тоа значи мојот предлог е и моето мислење е дека они треба да се состануваат од време на време. Морам да кажам, истото се однесува и на нивните коалицијски партнери. Сите партнери имаат своји коалицијски помали партии и партнери. Мислам дека би требало и нив да ги консултираат, затоа што тоа дава некоја тежина и на договорот од Пржино. Не се тоа само четворица лидери на партии кои подпишуваат, се согласуваат и така натаму, па зад нив се некои коалиции со 20 партии. Зошто пак се тие неинформирани или... Па зошто да не? Треба. Па треба, се разбира, треба. Вие тоа иронично го рековте? Не, сериозно го кажа. Да. И многу други. Тоа е моето мислење. Така, добро, за другите детали од она што се договара во клубот на пратеници, како и како сето тоа ќе се одржи на препораката од Европската унија после рекламите. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Толку сум среќен што те имам, ти благодарам. А благодарам значи мерси. Мерси. Задоволство е да се избира од уникатна колекција на најпрефината чоколада. Мерси е моето благодарам. Мерси за тоа што си ти. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Во мојот ресторан секогаш му верувам на својот нос. Затоа, кога носот ми тече или е затнат, веднаш ми треба проверено и ефикасно решение за целото семејство и децата. Осетливите носеви бираат Оперил.
Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ново. Даб лименка од 0,5 литри. Златен даб. Продолжуваме со дебатата со господинот Белјали и господинот Мирчев. Господине Белјали, дали доколку ете постигнат договор во клубот на пратеници, може да се спаси препораката за почеток на преговори со ЕУ? Прво, тоа што јас очекувам дека ќе се случи, и второ, тоа што власта претпоставувам посакува да се случи. Прво, јас очекувам, сепак поради морални и политички причини, цело време, значи структури на Европската Унија не поддржува со некакви препораки, мислејќи дека ендикепот ни е проблемот со името, а ние вешташ ги го надувавме името намерно да го спречиме, значи да ги изминираме евроатлантските процеси. И сега јас очекувам дека ќе се случи некаква пак препорака повторување, меѓутоа условено, веројатно со спроведување на договорот од Пражино. Но ако ме прашувате во однос на вториот дел, дали власта би попуштила поради тоа, јас би рекол не. Оти власта заедно и ВМРО и ДУИ, значи во коалиција, како сијамски близнаци, нивни лидери, работат против евроатлантските интеграции. Оти да продолжи со тој темпо кој важеше од 2002 па на вамо, практично ние 2006 ќе имавме преговори, 2011-2012 Македонија ќе беше членка на Европската Унија, полноправна членка на Европската Унија. Значи, многу што е изминирано и јас не мислам дека ова структура е загрижена, дали ќе одим, дури не посакува. Оти, ако брзо се интегрирате, значи треба да се копаш. Поминато ќе заврши у затвор. Значи, огромен дел од водството на државата ќе заврши у ќорка, тоа е јасно. И тие не се будали да отидат таму. Тоа не го сакате. И не име, често и странци, кога ги слушаме, често пати вака им кажем, на ним не име грижа за препораката или условията. Апсолутно, и членство не име грижа. Тоа го имат како фасада и нив ги интересира криминалот, а тоа е веќе врни размери и ништо друго. Господин Мирчев, дали препораката ќе биде условена, дали воопшто ќе имаме препорака, дали ќе биде условена? Па јас мислам дека ќе имаме препорака и друго прашање, никој не дефинирал што е тоа условена препорака. Денес имаше изјава европратеник од Ховид кој што не кажа директно што значи тоа, но кажа дека чиста препорака веќе е невозможно да се добие. Морам да ви кажам, не, јас верувам дека ќе ја добиеме таа препорака. Би било многу лошо не за нас, за Европската Унија, на некоја кандидатка, ние сме единствена кандидатка практично, бидејќи веќе други ги почна преговорите за влез како Србија и така натаму. Босна дури сега подпишува спогодба за асоциација и придружување. Мислам дека ќе биде лошо и за Унијата ако на некоја кандидатка таа препорака која веќе 6-7 години функционира и се дава со се по-позитивни извештаи од година во година, извештаите се по-позитивни. Со некои забелешки се разбира и слично. Меѓутоа ќе биде лошо и за Европската Унија и за нас се разбира да не се добие таа препорака. Мислам дека тоа ќе значи една апсолутно
стагнирање на нашите односи, кои се инаку правно определени. Добро, препораките, извештаите во последните години не беа баш најчисти. Нема ниту еден извештај годишен кој бил, да кажеме, полош од претходниот. Сите, знаете што, јас ги имам сите, катастрофа на сите, ги сум... Да ви кажам, сите ги имам и сум ги проучувал, затоа што сум член на тој Национален совет за евроинтеграции. Во секој се разбира има забелешки, има констатации за недоволна динамика, за имплементација и слично, меѓутоа во сите има еден прогрес констатирано и на база на тоа се и препораките. И сега, пазете, не може да се случи, бидејќи политичките критериуми се само еден од критериумите, има, се разбира, 35 глави, да бидат позитивни, а да не се даде препорака или да биде, ајде да кажеме, недефинирана условна препорака. Тоа значи стагнација на нашите односи и нашиот процес за придружување на Унијата, а тоа Унијата нема да си го дозволи. Пред само неколку месеци Европската Унија преку своите експерти изнесе мислење дека состојбата во медиумите е катастрофална, во судството, во уште сега неколку сектори, да не ги набројуваме сите тука. Тоа не личи на држава што е кандидат за Европската Унија тоа не го тврдела, тоа апсолутно е неточно. Го тврделе некои агенции, да кажеме, како репортери без граници, Freedom House. Експерти најмени од Европската комисија. И што вели Прибе во извештајот? Дека е катастрофална ситуацијата со слободата на медиите, па вчера имаше во Брисел конференција, каде што тоа не е констатирано. За Македонија не. Немојте со Прибе или со агенции или со Freedom House да се значи состојбата со медиумите е дури дел од договорот од Пржено, баш затоа што е катастрофално. Јас не го тврдам тоа. Јас тврдам дека не е точно дека Европската Унија го констатирала тоа. Добро, договорот од Пржено е под покровителство на ЕУ, така? Да. Таму се спомнува дека состојбата во медиумите е катастрофална и затоа мора да се реши состојбата со радиодифузниот сервис, состојбата со приватните медиуми и тоа беше на една средба на работните групи. И доправа треба да се разреши таа ситуација. Треба да се разреши. Затоа што не е добра ситуацијата, така? И јас сум за тоа дека треба апсолутно да се унапреди, да се подобри и така натаму. Меѓутоа не е точно дека во извештајот било констатирано дека е катастрофална ситуација. Немојте тие изрази да ги споменувате, ве молам. Добро, но сигурно нема да ги поправаме работите ако се добри. Се разбира, во кој сектор се работите добри. Апсолутно во сите треба да се подобруваат, унапредуваат, да се критикува, апсолутно. Меѓутоа да се тврди дека работите се катастрофални, апсолутно не е точно. Тоа во ниеден извор го нема. Ако може. Сега јас сум наред или колегата завршете. Треба да ви кажам не од други причини во однос на препораката, тоа беше прашањето. Ние сме сите свесни, јас сум свесен, ајде да не кажам сите, дека проблемот на усвојувањето на препораката не е внатрешната состојба или застојот на реформите во Македонија, туку ветото од Грција, од нашиот јужен сосед. И додека тоа прашање не се реши, морам да ви кажам дека деновиве сум многу задоволен и оптимист дека нешто се менува на тоа подрачје. Еви овие најави на Нимиц, посредникот, подпишувањето на тој меморандум за добрососедски односи со министерот Козијас, дека се создава една клима дека прашањето вистина може да се разреши. За една година, може би година и половина и слично.
што апсолутно нас ќе ни го отвори патот за преговорите и слично. Не верувам дека препораката зависи од внатрешните односи или условната препорака во Македонија од застојот на реформите и слично. Зависи апсолутно од спорот со името. Инаку, ако не е тој спор, да ви кажам, нас ни е сеедно дали 6 години или 7 години или 8 ќе добиваме препорака позитивна или условна или така натаму. Спорот со името постои со години, но ние сепак добивавме препорака за почеток на преговори. Не добивавме датум, а добивавме препорака. Сега е проблемот дали ќе добиеме препорака воопшто. Мислам дека ќе добиеме. И второ, мислам дека повторно, ако не се реши без решавање на спорот, ќе биде игнорирана во декември на Европскиот совет. Господин Билјали, дали проблемот е само името? Пред да одговарам на ово прашање, мислам дека извештајот на Прибе, ако ги симнеме дипломатските ракавици, значи суспендирање на сите претhodни извештаи. Значи, некој во Европската Унија, Европската комисија и другите институции сфатил дека некој важен човек кој бил надлежен за проширувањето цело време со некаква пријатна насмевка од него познати причини толерира работи кои апсолутно не соодветствуваат со реалност. И затоа треба интервентно, тоа исто како болен човек кој еден доктор не може со години да го лечи, треба да дојде некој посебен експерт, доктор, за да види што е со тој пациент. Значи, дошол Прибе со легитимитетот на Европската Унија и тој извештај не задолжува и ги помина постапките во рамките на нашите институции, во нашето собрание помина. И тој е императивен сега. И практично тој ги суспендира сите тие претhodни извештаи и читајќи го добро извештајот, значи, иако се сложувам со професор, не постојат зборови катастрофални, но во дипломатијата и во такви пригоди не се користат такви зборови, дури и кога се катастрофални, но овој извештај, ако се чита, 5 пати е по-жесток од било кој извештај кој се однесува во рамките на Западниот Балкан. Тоа е прво. Второ. Сега вие еден тежок збор рековте, многу тежок, дека извештајот на Прибе ги суспендирал сите претходни извештаи на Европската комисија. Точно. Тоа е многу сериозен и тежок збор. Да. Ама свесам за тежина на зборовите, но честноста и одговорност да каже вистина појака. И во однос на второто прашање, дали името? Името убаво, кажавте вие, значи не беше пречка. Оти ние имавме времена спогодба од 95-та со Грција, кај што точно децидно се кажува дека првата страна, значи се мисли на Грција, втората страна Македонија, првата страна, значи нема да ја попречува втората страна во интеграцијата на меѓународните организации, тоа е јасно. И тоа се почитувала. Хашката пресуда. Ќе дојдеме на тоа. Тоа се почитувала. До момент, значи, нели, ние добивме статус кандидат, па претhodно тоа имавме договор за асоциација и стабилизација. Па во рамките на НАТО, нели, партнеритет за мир. Редовно добивавме препорака. Оно што сега е спорно. Дури имаше, пошто самиот учествував на тој разговор во грчката амбасада како средба на премиери, дури беа спремни грците, значи без никакво условување да не подржат на стартот на преговорите, само бара да се разменат позитивни пораки, ништо друго. Но дошол некој тука и свесно ги изминира. Со Александар Велики, со Автопато, со... Дали последните случувања со... Тоа го прави свесно. Дали последните случувања со непостигнувањето, непочитувањето на оно што е договорено, доаѓаат информации дека се намалува клубот на пријатели на државата. Да, од 15 на 10.
Така, дали сето тоа ја влошува меѓународната позиција на државата? Не, ја влошува, тука е влошена, значи нашата позиција до крај. Ево, нели во однос на САД, каде е американскиот амбасадор, значи го нема подолго време. Професор бил дипломат, тој знае што е дипломатската порака. Значи, практично односите со нашиот стратешки партнер се симнати. Значи, во ниво на заменик амбасадор. Тоа значи директна порака од САД за Македонија. Порака дека не чини нешто сериозно во нашите односи, да не кажам дека тоа е вовед во една сериозна билатерална санкција што може многу побрзо да се прошири во однос на одделни членки на Европската унија. Така, господин Ако амбасадорот на САД отишол на одмор, бидејќи цело лето бил тука, апсолутно не значи дека се симнати на пониско ниво дипломатските односи со таа земја. За било кој амбасадор, па и за американскиот. Меѓутоа, друга е работата овдека... Како да не? Па дипломатите не смеат да го кажат тоа. Па ситуација на одмор, цело лето бил тука. Тој отиде на консултација. А што значи консултација? Која е порака на консултација? Па ја по 3-4 пати годишно сум бил на консултации. Што значи тоа? Дека односите со Ватикан или со Словенија се симнале на пониско ниво, ако сум отишол на... Бидејќи не сте биле убеден. Тие сте убедени, ам не сака да го кажете. Просто тоа е јасно. Го знаете, признаете. Стварно ќе биде полесно да го признаете. Јасно е дека не сте во право. Тоа е тоа. Добро, господа, да се надеваме дека партиите во клуб на пратеници ќе постигнат договор и дека ќе добиеме препораката за преговори со Европската унија. Ви благодарам што вечерва бевте гости во Анализа 24. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Останете со Дневникот на 24 вести.